Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добро, да тргнеме неспонзорскиве продукт плейсмент и да се подготвиме да стартуваме со емисијата. Екселенте! Добар кадар, да ти е мило да бегаш. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на сите за навистина големите реакции по вчерашното мое објавување на фотографијата на една моја мини борба, за која јас ветив дека вечерва ќе бидам опширен. За оние кои очекуваат дека ќе им дадам рецепт со кој брзо, лесно и ефтино ќе ослабат еднаш за секогаш, ви посакувам пријатна и лека ноќ. Благодарам што не посетивте, а сега ќе ве замолам, сменете го каналот. Джингл. За вие, другите, што ми ја знаете борбата, ќе има голем вовет. Поточно, јас сега ќе јадам брокула, стевија, протеини вербални, кои ќе траат прилично долго, со долги експликации. Сакам да ја раскажам мојата приказна, кому фати, а јас сум логореичен, јас сум преопширен, ја ако ќе зинам, не знам да си ја затнам црпката. Се надевам дека можеби ќе пуштам телефони, не ме фаќајте за збор, но имате стрим на Facebook. Имате стрим ТВ Сонце, ако отидете на страната на ТВ Сонце. Можете на мејлот да ми испратите порака, можете на Facebook да ми испратите порака, можете на Вибер да ми испратите порака со евентуално некое прашање, откако ќе завршам со мојата тирада. Драги мои, јас сум роден 1962 година. Значи, морам да почнам од детството, морам да почнам ништо здравствено имам поминато во животот, за да ви објаснам зошто ги правев некои работи што ги правев. Оваа моја борба важи за мене. Секако дека овдека некој ќе најде заеднички именител, ова го направив пред 7 години, сега повторно го правам, гледам многу мина заборавија и една моја мала животна одисеја со мојот физикус. Значи, многу рано, на своји 7 години, јас бев удрен, прегазен, како сакате, од автомобил. При тоа ми прсна слезината, отпосле го дознавам, сум имал внатрешно крварење, рано са бајлечки трчајки, да не задоцнам на училиште. Будала, глуп, морон, идиот, дебил. И дури вечерта во нашето златно здравство ме оперира, дури после 12-16 часа, ако не и повеќе, увидоа дека имам внатрешно крварење и едноставно одев нагоре. На некои работи се сеќам многу јасно, многу чисто
и се многу трауматски. Ја изгубив слезината, поради тоа ја доживеав комплетно пореметување на организмот. Слезината е, секој лекар ќе ви каже денеска дека без слезина се живее. Да, се живее, но никој нема да ви каже дали ќе имате последици или не. Последиците, слезината служи меѓу останатото и како резервоар за крв. Значи го регулира како регулатори на притисокот. Потоа е големо складиште на јас зборам аматерски. Не ме фаќајте, а вие лекари професионалци што сте учеле, ве молам, нека не ви се крева коса на глава. Како големо складиште на одбранбени тела за организмот. Луѓето без слезина се многу поподложни на алергии, особено на инфекции. Но се живе. Има една работа дека функцијата на слезината, кога ќе се изгуби, после низа години го презема црниот дроб. Но тоа значи оптеретување на црниот дроб. При таа операција, мене ми е извадена утробата, ја носам белек, каков што не сте виделе свиња кога е колена. Ја не можам да разберам ни ден денеска, фала му на докторот што ми го спасил животот, if so. Но ја носам така еден грд белек, небитно е, ама ете, сакам да го кажам, на стомакот мој. Дегутантно е сега да станам, кој има фотографија моја, која сум објавувал на плажа како млад, значи широк 2 сантима, долг околу, па волку преку 10 сантима. Мојот центар, значи, кога ќе застанете, папокот, нели, ова е линијата на центарот на телото, папокот треба да ви е во средина. Мојот папок е исчашен, па, еве, ако е ова средината, мојот папок е овде. Значи, мојот центар, ако има и некоја чакра, некому му е битно, јас со тие работи не се занимавам, мојот цел центар е дефокусиран. Кога ми извадена утробата, проверувале, значи извадени се цревата, проверувале дали е повреден некој од бубрезите, кога веќе сум бил отворен, и потоа затворен. При тоа, најверојатно, дошло до некакво оштетување, животозагрозувачка, тогаш е приоритет да се, нели, затвори крварењето, да се провери да не има друго и така натаму. Најверојатно се има нешто случајно и со мојот нервус вагус, со диафрагмата, со мускулите и така натаму, ќе ви кажам зошто подоцна, но и не мора да значи. Во секој случај, нели, оној дел кај хранопроводникот помеѓу желудникот и срцето, диафрагмата, влезот, тој орбикуларен мускул на стомакот, на желудникот и така натаму. Во меѓувреме, како заздравувам? Јас сум затоа што бев на таква терапија, бидејќи немав слезина, пореметеност, сериозен пад на имунитет, иако тогаш имунитет бил само некаков си поим, но мора да ми даваат некаја терапија. За жал немам точно која терапија, може би е пронизон, не сум сигурен, но јас се здебелив тогаш. Бев нормално дете како и сите, но тогаш бев здебелен. Нормално, во Македонија, во Титова Југославија, дебело дете е чудовиште, нешто за подсмев, исмев. Кој ти памти од деца, ти дали си имал или ти со некоја свест, тогаш си и така натаму. Не си. Но траумите психички не се страшни. Сепак сум снаодлив човек, комуникативен, немав никаков проблем. Но имав проблем заради тоа што физичката активност мене ми беше преполовена. Нормално, терапијата таа иницијална, пореметување на целиот метаболизам и неможноста за спортување на начин како што секој млад човек
без да вежба може да истрча 1500 метри, за мене беше невозможна мисија. Се крстеа у војска кога отидов, како тоа не можам да истрчам 1500 метри, мислеа дека лажам, ме принудува и на крај ме облекува у некоја ова, ти мораш тоа да покажеш, чокали ја мајку ли ти е, и така натаму. Трчам, не знаеш, мислам, немаш свест, не се, и така натаму. Додека трчам, почнува да пршти, значи, буквално, од двете ноздрави крв тече. Ја и онака имам слаби капилари во носот, мене да ми викнеш у фаца ќе ми потече крв, а камоли да ме удриш. И сватија тогаш се уплашија, ме тампонира и така натаму, ме оставија на рад. Во меѓувреме, заради сето тоа, ја како млад човек живеам многу нормално, имам многу добар социјален живот, еден од подобрите, имам убаво детство, но имам тегоби. Од целото тоа почнуваат тегоби со бубрегот, идам на испитување на бубрегот, сам. Нема мајка, татко, тука нема, затоа што имав болена фамилија, моите не можеа со мене да се занимаваат, а моето беше стварно маргинално, нели? Бидејќи мојата криза помина. При испитувањето на бубрезите ме праќа лекар, без да ме праша и кои сум. Ништо немам сеќавање, едноставно идам. Инаку бев крводарител. Многу пати дарував крв. И почнав да ги испитувам бубрезите затоа што од трансфузиологија ми рекоа, вика, имаш покачен притисок. Мора да испиташ што е притисокот. И за да ги проверат бубрезите, ја ви реков, вечерва ќе биде долга и непријатна приказна, кој сака нека слуша, додека да дојдеме до главната поента, како јас ослабев од 115 на 89 кила сум сега. Тоа е главната приказна. Да, дај го широкиот кадар. Да, драги мои, ја често седам и делува дека сум некоја нормална тежина. Мојот стомак беше до овде. Мојата фотографија предизвика навистина бурни реакции на јавноста и ова не го правам, ќе се образложам зошто го правам ова што го правам. Еве фотографијата која, или уште подобро е вака централно да ви ја прикажам. Ова е фотографија каков бев јас, негде ова е сликано ноември 2022. Од средината на декември јас започнав ригорозна диета. Октомври и ноември јас водев психолошка борба со себе како да дојдам до тоа што треба да дојдам. Ова е сликано во март, почеток на март, и овде сум 89 килограми. Сега сум тука негде тежина, варирам кило 2, пред да идам во наредните 10 килограми, затоа што сум заинатен да се видам себе си, пред да се отпоздравиме едно за секогаш од овој универзум, да се видам со тежина под 70 килограми. Значи вечерва, благодарам режија, вечерва темата е како, што и искуство. Со надеж дека можеби некој ќе се инспирира, да му дадам надеж дека ја, Јанко, свиња дебела, кој сум несреден, кој сум аљкав, кој сум во многу работи непостојан, иако, например, во работава и во бракот се покажав прилично константен, и кој сум зависник од храна, зависник, значи не пијам алкохол, не пушам цигари, ама зависник сум од јадење и бутање. И тука ќе дојдеме. Значи, мојата здравствена приказна морам да ја раскажам затоа што е битна во целово ова и ќе ви кажам од кои соображенија ја раскажувам. Не да предизвикам нити популарност, нити некој да ме сожали. Немој некој ни да се крсти,
niti да ме сожали, нити само да кажам дека од таква кал можеш да се кренеш, можете и вие. Моето е само да допрам до оние кои си имаат мака и ќе биде се пострашно и пострашно. Храната повеќе убива од што било што друго. Затоа што се губиме и стануваме наркомани, а не луѓе кои знаеме што јадеме и како јадеме. Значи, дојдовме до тој момент додека ми го испитува, за да ми ги испитаат бубрезите, има една процедура, се вика со маркер. Маркер ти ставаат во вена, тоа е некаков си течност благо радиоактивна, за која не ми ни кажаа дека е, појма немам. Ти ставаат еден гумирана тврдо нешто на бешиката и ти ја притискаат со каиш. Едно страшно, непријатно, маченичко искуство, кое верувам дека многу ми не го почувствувале кога им ги снимаат. Зашто? Затоа што, нели, ќе ти дадат од маркерот, имаш течност во себе, па почнува таа течност брзо доаѓа во бубрезите и на рентген убаво се гледа што све има по каналите во бубрезите да видат. Арно ама, кога ми го ставаат маркерот и ме стегаат, ја добивам анафилактички шок. Ја појма немам што е тоа. Имам 21 година тука. Добивам анафилактички шок од најстрашен вид. Едно искуство кое е вистинска хорор приказна. Звуците стануваат се погласни, ти добиваш напад на паника, нели? Кај нас напад на паника е ти си ненормален и така натаму, нели? Бидејќи кај нас можеш само од зап да бидеш болен и тој се лечи со ракија, нормално. Све друго е ти си ненормален и у подрум треба да бидеш заклучен. Се кршат, ги фаќа паника, паѓа докторот, сестрата, додека успеа да ми стават у вена, нели, антишок терапија, успеваат да ме смират. Во целото тоа, јас сам, ни мајка, ни татко, никој до мене, ни пријател, ни непријател, ни мој матичеле, појма немаше. Тоа така те шуткаат и така натаму, а ја будала со крстот на чело, викам, таков е редот, така морам да направам. Колку бев клуп, што уопште влегов у таа мелница. Не се. Така требало да бидам. Тоа се моите искушенија. Не се кајам. Едноставно сум извлекол заклучоци. Требало така да се случи. Не се. Се уште ме држат врзан, ми се смири анафилактичкиот шок. Знам само дека сакав да го скинам саатот на раката, бидејќи почна да ме стиска, најверојатно сум отекол целиот и она болка страшна во раката имав. И се обидов, бидејќи другата рака не можев да ја ослободам. Не се, ме фатија, на цела мака уште и те држат, знаеш. И почна да застана околу мене и ми урлаа, ми се дере. Зошто не кажа дека си алергичен? Ја прво зборот не знаев што значи алергичен на мои години, а камоли нешто друго да им објаснам. Не се. Завршува тој шок, завршува сето тоа. Доживувам уште еден шок неколку години подоцна. Во моето здравство, заради намалениот имунитет, мора да ми ги не често, на месец дена мене ми загнојуваа крајниците. Мора да ми ги извадат. Крајниците се извадени со ставање хлороформ, држење во раце од лекар, ставање хлороформ, дете, и сечење. Значи, нема анестезија, нема постанестезија, нема аналгетик, нема ништо, дај му сладолет. Значи, болка, невидене и така натаму. Се ова го преживувам, се ова се случува. Заради честите инфекции кои ги имам, додека да се развие имунитетот, црниот дроб и останатите органи кои треба да работат, нели, ако органите за имунитет, ендокриниот систем, треба да излечи секој центар лачи
со 80% капацитет. Без слезината они морале да почнат 120, 150 за да се искомпензира, ама за тоа требало години. Поима немам колку. Не сум испитувал. Само ги донесувам заклучоците сега у деценијата на последните 3-4, 2-3 кречења, колку и да ги имам. Заради тоа, мене коските ми даваат први најнормална работа и најчист антибиотик при такви тешки инфекции и чести е пеницилин. И нормално ја добивам пеницилин, вториот анафилактички шок, и утврдува дека не може пеницилин, што да му дадеме рондомицин. Повелете, може лекарите чисто од, да речам, некоја суета ке негираат. Ја ќе ви кажам дека рондомицин е еден жив отров, мишомор, затоа што у тоа време немаше ништо подобро. Мислам. Не тврдам дека денес е забранет во 99% од земјите. Ако уопште и го има рондомицинот. Да не сурфам. Како резултат на рондомицинот, што морав да го примам како замена за пеницилин, моите приметија и ме носеа на лекар и вика, забиве му се испорасипаа на детево, а вика, тоа е од чоколадо јадење. Какво чоколадо, вика, јадење, он не може да процесира стомакот му изреметено сето тоа. На крај признаа дека може би е теа од антибиотикот и така натаму, таков е, нус ефекти, ово она. Мене ми иструлеа забите до корен. Коската ми иструле. Ја не се предавав како млад човек, идев, ги поправав упорно и така натаму, и така натаму. И во пикот на златното време на вашата златна Југославија и социјализмот, кога се чувствувавте безбедни, ја идам на приватни забари беа забранени, како тоа приватно не може, тоа е само државно. Идев у железничката амбуланта, таму ми беше, покојни доктор Арсов ми беше матичен, он за жал си замина брзо, мислам од овој свет и него како позитивна личност го памтам. Еве да го спомнам, Бог да го прости. Мојот картон се уште е таму, бројот му е 103-62. 103, 62 годиште. Ги поправам забите и почнува страшна болка додека ме поправи. Викам, не можам да издржам, многу ме боли. Ајде, дете, но не можам, викам, многу ме боли. Викам, мора да ти го исчистам каналот. Па добро, викам, стајте ми инекција. Нема инекција. Како викам, нема инекција, викам, инекција против болка. Не, така треба. И ја, знаете, она наивен, будала, им верувам. Како што, нели, еден просечен партиски деец верува на власта. Било која да е, нели? И доживувам ненормална болка. И она ми вика, и за другиот зап, дојди утре. Искачам од дома, ја алкохол не пијам, отидов, тоа беше 10-11 бајли, испив па едно 3-4 водки, за да се смирам, да ми престане тресењето, да стигнам до дома. Им кажам, дома, знаеш како, учен си сам све. Родителите мои си имаа други маки у животот, што си рга и трга, за забот на синчето не е ни страшно. Ми дадоа добар живот, тука немам што да им замерам, едноставно така беше. А бидејќи јас сум творба маđар-малско-битушка, тоа се такви терсенета биети, немој да се подпираш на никого, само на себе. Со должна почит на сите мои блиски, знаат они за што зборам. Таа стара генерација, малце потешка. И доаѓам утре едента, сега веќе имам арсен во забите. Цела ноќ болки, пиеш алкохол, пиеш аналгин, толку имаше. Аналгин можеше да се напиеш. Идам по вториот заб да се исчисти, повторно нема. И почнав да плачам, се сеќам. Почнав да плачам и викам, молим те, и извадив 500 динари.
Значи, тоа ми беше цела заштеда што ја имав за да идам на летување. Плачам и давам. Се смилува таа тогаш, ама само се смилува. И ми рече, дете, нема. Нормално дека имаше. Не смеела да пипне, затоа што имаше за функционери, имаше за директорите, имаше... А ти бе, свинче дебело, што јадеш бурек много? Ајде, така, издржи. И каналите ми беа чистени. Значи, знаете, онаа иглата која ќе ви ја стават во овакво. Значи, арсенот кај мене не делува. Значи, можете да ми ставите отров арсен, ја можам да го испијам. Има луѓе кои се резистентни на арсен. И јас сум еден од тие. И мене ми става арсен во завод, денеска е забрането такво нешто, такви отрови, за убивање на коренот од завод. Ништо. Живи корените, ми ги вадеше со спирала, онаа игла која ти ја бута со спирала, па ти го вади овака и го гледаш на нервот. Болката породелна. Од сето тоа сериозни, значи добив дури и крварење од бубрезите. Како и зошто не знам, никој не знаеше да објасни, претпоставувам дека од стресот, од болката, од високиот притисок, од напнатоста да се издржи болката. И сево ова прави страшни пореметувања во мојот организам кој ја, млад човек, ги издржува. Почнува добата на алергии, се е во ред. Некаде околу 30 година ја добивам напади на паника. Тие напади на паника стануваат се почести, за кои ја утврдувам, за кои на крај завршив во болница, неколку пати брза помош, значи не можеш да дишеш, срцето лупа. Ја мислев дека сум ненормален и дека полудувам. Татко ми, Бог да го прости, тогаш сериозно се загрижи за мене и ми помагаше, но тогаш напад на паника, психолог, психијатар, тоа беше поим само бардовци за ненормални. Го преживеав сето тоа со една добра мисла од доктор Чичев, кој ми рече, или Чичевалиев, не се сеќавам како беше името, кој ми рече, Јанко, не се секирај, не полудуваш, имаш состојба и ќе ја надминеш. Јас состојбата никогаш не ја надминав, ама се навикнав на неа. Пред неколку години јас утврдив дека нападите на паника многу едноставно ми доаѓа. Но напад на паника кога имаш, страшно се случува со организмот. Тотално пореметување. Не е тоа само трчање, па залупало срце. Значи, напад на паника не од некаква депресија, не од некакви трауми, не, иако ги имав ја поприлично, нели? Туку од пола сат поминаа, така? Добро. Ајде, уште пола сат. Туку од... Ви кажав за операцијата, мојата диафрагма била изреметена. Со иреметењето на мојата диафрагма, диафрагмата се надкрева, бидејќи желудникот почнува да се надкрева, се дуе желудникот, као помлад не ни осеќаш колкав ти е и шо ти е, а нити имаше нешто исхрана, касни оривче, грабче, ова, она, ваму, таму, салатичка, ова, она, се е во ред. Не, ше викате, поздраво се храневме, ручки отупани. Јас сум добил киселини, заради нездрава храна, а доволно изреметен од стресови организмот, плюс самиот влез на хранопроводникот со стомакот од онаа постоперација останало некое. И нормално сум развил уште како рано, сум развил гастритис. Не постоеше поим за гастритис, барем никогаш никој, мене. И нормално се обидуваш да изедеш патлижан, пиперка, салатиче, нели, тоа со ракијче, вие што се го таманите, душа, здраво е тоа, антикорона. Сето тоа го тера стомакот да работи многу појако, за да го свари. Не е баш он во ред и почнува тој процес. Тој процес
создава кога ќе се подуе стомак, кога ќе надкрене диафрагма, диафрагмата и срцето се вака. Горе едно до друго. Има еден момент, ова ми е од кардиолог, не е мое, нека лекарите и стручњаците што сакаат нека кажат, ова ваш колега, двајца кардиолози ми го потврдија. Кога диафрагмата малку ќе се доближи, па дури евентуално може и при екстремна подуеност и да го допре срцето, срцето реагира со забрзана работа, тахикардија. Не мора да е тоа. Значи, секогаш кога лошо ќе јадеш, кога ова знае да ти прави тегоба, па дури и срце да ти прелупа. Не знаеки што е, страшни тахикардии, зборам 180 пулс, умирување, лежиш, кој трае 1, 2 часа, 3 часа и после веќе не можеш да се контролираш што ти се случува. Но го открив што е и како е и така комбинација. Дебелина, стрес, работата и сето тоа. Ја и се чудам вака, добро е како поминав, што поминав. Го надминав, што го надминав и тоа. Во меѓувреме успевам да направам кариера, радио кариера, ТВ кариера, сопруга, 3 деца, да ги издржам до крај мајка ми, татко ми и сестра ми финансиски, додека можев. Исто мајката и сестрата на сопругата, помагање и така натаму. И уште еден куп луѓе, бидејќи тогаш во наша ТВ добро заработував, ама ни сегашниот хонорар кој го имав не стигнуваше дома, од што мислев дека треба да делам на други. Не се. Добро сум правил. Сето тоа создаваше една тензија, дали ќе имам, дали доволно, дали на овој ќе му помогнам, дали на оној ќе му помогнам. Све правев, само за себе не правев. 2012 ме пука инфаркт. Ми ставаат стент во рок од пола сат и тука огромна благодарност на Систина, која тогаш беше скоро ставена во погон. Пред емисија во 9,5 часот, 21:30, ја влегувам, викам, гастритисов ме утепа, не можам да спијам, стварно не можам да спијам. Гастритисот ми беше утврден веќе, јасно што. И викам, дајте ми нешто и да идам на емисија. Арно, ама, за разлика од сите други здравствени, они имаат една триажа. Значи, поминуваш процес на преглед за било што. Абе, викам, остај ми притисок, не, викам, мора така, на ургентно бидејќи влегов, а Орце ми е другар, ајде, викам, дај овдека, викам, ај, нема проблем, колко е 2-3 илјади денари, ај, викам, дај ми лекот и да бегам. И они ми, бидејќи најбрзо и најефикасно беше инекција, а 10 треба да почнеме емисија, до 1 саат траеше, и викам, окей, ајде, инекција, ама за инекција да ти стаи, нели, притисок, ЕКГ, крвна слика. Добро. И ми прават, и вака застануваат сите. Господин Илковски, си извинувам, добри сте? Добар сум, шо е? Сигурно сте добри? Да. Абе, ке мора да останете, да ве викам, нема шансе, викам, морам да идам. Не, ај ве молам, вика, еден преглед. И идам горе, ме качуваат горе, ајде, прифаќам ја сега, викам, што е ова, ајде да не правам скандали ради другар ми, послушај. Ме носат на кардио, мерат ово, оно. Вика, мора да останете. Абе, што е, луѓе? Мора да останете. Што е, луѓе? Мора да останете. Чим немаш, морам да останам, ја не морам. Ама, ви се лошили? Не. Дали бе? Не, ништо, само мачнина у стомакот, од гастритисот. Ја да сум ти бил веќе, они виделе на крвна слика тропоминот, плафон, ЕКГ-то, хаос, го виделе ова и на крај успеа да ме убедат некако, ги фати паника, како да ми кажат, за да не се доуспаничам, бидејќи јас сум колеричен тип, многу екстровертен и колеричен, и они спрема тоа така, но за жал многу погрешна тактика со мене, требале од почеток да ми кажат, колку и да негирам, ја прифаќам и борба си терам. Така да за 2 сати жив, свесен, овде ми ја сечеја вената, ми пикна стентот и ме стентира. Свесен и така.
брзо се опоравив, ја ден денес велам дека стентот, инфарктот е најдобрата работа што ми се случила во живот. Поздрав до екипата од Ачибадем Систина, поздрав до Орце, кој ми е другар од детство и ми помогна тогаш во еден миг на транзиција. Нели тогаш важев ја човекот на Груевски кој сум лапал пари. Ја немав 1500 евра да си ја платам интервенцијата. Дојде Джекот, Орце, Камчев, извади парите, еве ти вика, оди и плати. Викам да платам, викам ти кажи, не, вика така. Еве ти вика, плати. Само вика, едно ке те да ми се заколнеш дека никому никогаш нема да кажеш дека сум ти помагал. Не само што ми помагаше, туку со години потоа терапијата ми ја плаќаше, секој месец ми ја плаќаше. И само ќе кажам дека нема човек, еден од најголемите добротвори во Македонија. Кој што сака нека збори за него, тоа е моето мислење и јас сум му благодарен. Не и се враќам. Значи свеста после инфарктот, јас сериозно почнувам со физички активности, почнувам со промена на исхрана, почнувам со све и успевам да ослабам некои си 5-6 килограми, 7-8 и заглавувам тука. Како заглавувам? Нагоре, надоле, нагоре, надоле. Се враќа на бранови, се враќа гастритисот, кој едноставно ми го кине сонот. Како ти се кине сонот? Качуваш притисок. Како качуваш притисок? Си во стрес. Како во стрес ти развиваш и диабет. Јас сум веќе денеска диабетичар со висок притисок и доживотна терапија. И покрај сето тоа, покрај целата свест, покрај се што сум проживеал, покрај се што ми е ова јасно, јас во 2016 година почнав да се губам. Ја пишував тестамент. Првиот. Вториот го пишував пред 5-6 месеци. Значи, осеќам дека нема да ме биде. Не можам да ви опишам. Значи, тоа се неспиење, тензија внатрешна и така натаму. Гастритисот, што и да јадеш ти смета и така натаму и така натаму. И ја откривам програмата Продимет. Идам у Продимет. Имаше една слична друга, се обидов кај нив, ама они ме уценува да сум им потпишал што ќе се рекламирало кај мене. Нешто така ме уценува, викам, нема, викам thank you and fuck you, тогаш не ми требате. И викам да видам што е оваа програма и ја го запознав овој Мики од Новус, беше гостин неколку пати, се работи за програма на доктор Робинсон. Тоа е протеинска диета и тука е сега клучното. Но сега ќе одвоиме со еден джингл. Дебре, дружеве, голтка да се напие. Знаеш како викаат? Змијата го оставила човек да се напие вода, па го каснала. Бог да чуе. Шега. Шега, мајтап, не, се е во ред, се зафркавам. Знаеш дека кога не е во ред, ја превртувам цело студио. Ја проучувам диетата и идам разговарам со луѓето и во суштина се работи за диета со која на многу брз начин се губат во неколку брана многу килограми. А нема чувство на глад. Значи, ќе речам, за еден нормален организам изворедно. Но бидејќи јас сум во прашање, со себе ова што ви го раскажав, малце е зезната ситуацијата. Во 2016 јас ги исфрлив од исхрана скробот. Што значи скроб да исфрлиш од исхрана? Нема леп, нема тестенини, нема ориз. Лимитирано граф леќа и грашок, а
Дури ни морков. И сврлање потполно на шекер. Мед, овошје, рафиниран шекер, ваков шекер, онаков шекер, потполно. Се храниш со краставица, се храниш со брокула, се храниш со протеини чисти. Сега, тоа на страна. Идеш на мерење таму и те мерат. Се качуе свињата на вага и гледа 115 кила. Му викаат, твојот метаболизам е 88 годишен. Значи, метаболизмот толку лошо работи да метаболички 88 години имам јас. Имав. Замастување на сите органи и така натаму. Правам крвна слика, триглицериди покачени, холестеролот покачен, шекерот покачен и така натаму и покрај терапијата. Земаш, мериш и ти вика. Твојот организам троши на ден 2100 калории. Тоа е базален метаболизам. Што значи базален метаболизам? Тоа значи дека од кревет да не станеш, спиел или бил буден, да не мрднеш, ти ќе потрошиш 2100 калории. Толку твојот организам му треба за да остане во живот. Секој движење, секој рекреација е калорија плюс. Но за да слабееш, треба да земеш помалце калории. Така, тоа го знаете сите. Ама има трик. Затоа велам, мене првиот пат ми успеа, па се зезнав, па пак морав. А ќе ви кажам зашто и се зезнав и како се зезнав. За да слабееш, можеш ти да се семнеш упола, на 1000 калории. Но има една зезната работа која се вика организмот влегува во некоја зомби фаза, ја така ја нарекувам, не влегувам во стручните називи, ќе си се консултирате со лекар и ќе... Значи, цело време сум со нутриционист и лекар. И крвна слика. Ништо сам на своја рака. Програмата тоа го викаше и ја викам окей. Ајде ќе се препуштам да бидам послушен затоа што луѓе, отидов го направив тоа, оти бев преплашен. Полни ми беа гаќите дека е крај, дека ми е крај. Какво вера, каква христијанство ќе идам кај Господ? Страв ти е, ти се живее, човече. У тоа, како силна мотивација, најсилна мотивација беше стравот, дека го завршуваш животот и теговите секојдневни кои се потешко. Не можеш да врзеш кондори, не можеш да отидеш 100 метра, не можеш ова, нервозен си, лошо спиеш, избувлив си и така натаму. Добро, и карактерот ми е таков, не се. И решавам, значи, јаглени хидрати не, масти никако. На нула. Што останува? Останува брокула, останува краставица и остануваат протеини. И сега, билдериве, кои живот не виделе леп, али изгледаат супер, викам, ако он можел да се откаже од леп и од таква, и е на риба и на пилешко, бај да можем и ја да му се не види. Па не сметам дека се попаметни од мене. Дури може би сум малце и подобар од нив. Арно, ама, како они волја, ја немам волја. Како се издржи? Има трикови. Значи, ако спуштиш на 1000 калории, ќе слабееш некој време и организмот ќе рече, нешто не е во ред, нема калории, чекај да не ги трошам резервите. Организмот е опасно. Знаете, луѓе по логори со каква минимална храна преживувале дури и со години. Тоа е таа кој ќе влезе и ќе изблокира. Значи, треба да земеш храна доволно помалку калории од твоите потребни, бидејќи ако земаш калории колку што трошиш, си статус кво. Ако земаш повеќе калории од што ти е базалниот метаболизам, се дебелееш. Неминовно. Нема милост. Ако земаш премалку,
па престанува да троши. Ти ќе слабееш, али години ти треба, па не се издржува. Значи, негдека се спуштам на 6 оброка, 6 до 7 оброка, по околу 150 калории. Тоа е негдека 1200, 1300 до максимум 1500 калории на ден. И тоа создава сериозно. На страна што помалку имаш калории, и тоа калории кои организмот треба да ги вади од протеин и од растенија. Варени или свежи, многу тешко, тоа треба да се свари, тоа треба да го обработи, тоа. А учен е организмот да имаш, бидејќи шекер нема никаква обработка. Организмот ништо не троши. Например, затоа ја често викам, ако јадеш краставица, која една краставица, да речем, има 100 калории, за да организмот ја свари целата таа краставица, она троши многу повеќе калории од што ќе ги излече. Значи, ти колку поише јадеш краставица свежа, толку повеќе слабеш, идеш у минус. Ама не се издржува само со краставица. Тоа е проблемот. 1, 2, 3 дена, ама треба месеци да поминат. И тогаш организмот, кога нема шеќери во крвта, нема нигде, бара му внесуваш протеин, му внесуваш брокула, му внесуваш краставица, му внесуваш нешто што е толку ниско калорично и без маст, нели? Он влегува у една состојба, се вика кетоза. И сега сите ќе ви кажат колку е кетозата опасна. Тоа се екстремни работи. Мене ми рекоа дека некои кај нас имале сериозни кетозни закиселувања и така натаму, но мислам дека повеќе лажеа заради некои лукративни односи да брани една диета, да ја нападне другата и така натаму. Во меѓувреме ја проучувам што е тоа Продимет. Доктор Робинсон го сватив што е тоа. Доктор Робинсон дал протеинската диета. Како? Ви ги кажува калориите, ви ги кажува све. И сега ти број си калории и број си која храна, колку калории има и прави си оброци. И тоа е многу успешно, многу добро, па дури ефтино. Иди прави го ти со 6 оброка број калории што ќе најдеш. Дали едно јајце, дали јајцето е 60 грама или 65 грама. Па земи калкулатор, колку време ти, а треба да функционираш. И ја проучувам Продимет, тоа е холандска компанија, за разлика од некои слични производи, прашкасти и така натаму, која има испоставени из цел свет и која програма па преку деценија е докажана низ Европа. Они идат, имаш продавница, имаш нутриционист, имаш лекар или фармацевт, sejedno, и ја има храната. Доаѓаш, прашуваш што сакаш, сакам да ослабам, ти кажуваат што треба да направиш. И не си принуден да купиш од храната. Него од храната ќе си купиш затоа што не можеш сам да ја подготвиш. Вие можете да подготвите. Еве, одма ќе ви кажам. Правите храна 1500 калории на ден без шекер. Зошто е битен тој шекерот? Кога ќе влезе организмот во таа состојба на кетоза, тоа значи дека црниот дроб почне да лачи едни кетони, кето честички или што ти ја знам ваму таму, кои идат низ организмот и бараат шекер. Бидејќи нема шекер нигде, прво место кај ќе почнете е од салото. Значи ти буквално сам себе се јадеш. И тоа многу побрзо. Можеш да слабеш ти да земеш шекер лажица и нема да бидеш у кетоза. Пак ќе израчунаш 1500 калории сум земал, али имаш шекер во себе, не си во кетоза, слабењето е многу побавно. Ова е многу побрзо, бидејќи луѓе се, знаеш, гледа брзина да го зезнеш организмот. Што е борбата во цело ова? Значи, со 1500 држиш, тераш, една недела брзо ќе ослабиш, ќе исфрлиш течности, ќе стануеш 10 пати навечер да уринираш, ја барем, зборам за себе. Па ќе се охрабриш, спуштив 4-5 кила, па ќе застане. 2 недели, ни грам, гладуваш, ова, ни грам. Па одеднаш у долница. Така делува сето тоа. Во меѓувреме, цело време пиеш витамини, калиум што ти треба,
и така натаму. Кога јадеш протеин, кога немаш многу такви мрсно и така натаму, знае да се затвориш. Затоа ја користе псилиум, кој ми ги прочистува. Тоа е индиска трева, тегавец, индиски тегавец го викаат, и кој сув мелен, само земи го, голтни го, феноменален. Арно, ама треба да најдеш добро за да можеш да го јадеш. Се ова мене ми помагаат во меѓувреме овие. Во меѓувреме јас успевам да сватам дека зошто прво, викам, зошто се дебелям? Зошто еве пазам? Пазам, стварно, цел живот сум ненајаден, цел живот нешто пазам. Земи чоколад се едно, никогаш не биле табла чоколада, никогаш не биле 50 кебапи. Или ако јадам 20-30 кебапи, нема леп, нема компири, нема ништо. Па пак се дебелиш. Овде се навлекуваш на храна и на шеќер исто како наркоман што се навлекува на дрога. Значи, човек што јаде бута, свиња како мене, ништо не е поразличен од оној што се гаѓа у вена. А уште ја му судам нему. Ништо не сум подобар од него. Дали знаете дека истите центри во кои кокаинот влегува, нели, кога земаш дрога, таа не иде у клетки, иде у мозок да ти пружи задоволство. О, колку фино се осеќам. А не затоа што ти влегува у тестисите и ти прави оргазам. Туку овдека делува во центри. Во истите центри влегува шеќерот. Особено рафинираниот кој организмот не треба. Не знам како голтеш и вист, одма е у тебе. О, какво и чувство на задоволство. И ние што правиме? Имаш стрес, имаш голем стрес, касни. Разочаран си, лапни. Љут си, грицни. Нервозен си, лапни. Некој те изнервирал, касни благо. Душава ми сака, апни си од тоа. Абе, не јадев многу, 1, 2, 5 пати до фрижидерот, ово, она, ваму и таму. Не, од секогаш имало и Макдоналдс, и брза храна, и достапност на храна. Она кога викаат порано храната била поздрава, не е точно. Психички бевме постабилни. Затоа што од тие причини ние не се тешевме. Ние има со храната две работи се прави. Се смируваш, знаеш, и да се смирам малце, нервозен сум ово, она, чекај, касни малце да ќе се смириш. Како бе тоа? Касни малце ќе се смириш. Кај го има тоа? Ама, нели, така сме навикнати. Од друга страна, се навлекуваш. Не, ја без леп не можам. Како бе тоа без леп не можеш? Не само што можеш, абе докажи си дека можеш. Како им викате, ајбе остај ти дрогата, ајбе ти остај лебот, ај остај чоколадот. Луѓе, ние сме наркомани, од една страна кои се задоволуваме со храна, од друга страна знаеме и да се казниме со храна. Нешто големо разочарување и човек стварно да се праша, дали со храна само се смируваме или се казнуваме. Добив отказ, не ми иде. Дај ракијата, со ракијата, нели, буцни од компирчето, буцни од сланинката, буцни од тоа, све е ова здраво. Буцни маслинката, буцни сиренчето, дај биено се, озе од кавалчето, ово, на ваму и таму. Карма, каша, од се. Луѓе, ние, како луѓе, млечни производи нам ни годат само додека сме на цицка на мајка, првите 40 дена. После тоа, млечен производ не ти треба у живот. Ама, ние друго одлучуваме. Сега само да ви кажам. Значи, дека со леп, шекер и млечни производи нема слабење. Колку и да ги намалиш, и на 800 да ги намалиш, он така работат зезнато. Значи, подобро тргни ги од живот. Каков јогурт, бе, никаков јогурт, никакво млеко, никако, ништо не ти треба. Ја која сум можел, можете и вие. Сега, кои се триковите? Да се издржи. Значи, прво е свеста
дека си навлечен, дека си наркоман. Второ, имаш ли мотивација? Нема подобра мотивација кога ќе излезеш од болница со стентот или кога ќе си ги видиш тумор маркерите. Бидејќи, знаеш што има интересна работа? Ова ја што го направив, не го направив на 61 година за да бркам швалерки и одушевувам колешки или обожавателки. Не, брат. Знаеш, вчера давав интервју, ме праша дали сум ја преварил сопругата. Не. Како тоа не? Знаеш, денеска е добро утро да имаш врска од страна. Затоа што за да имам со некого интимни односи, ја морам да сум заљубен у него. Таква е мојата природа. Значи, ја морам да ја оставам жена ми за да бидам со друга жена. Не можам. Има луѓе кои тоа име као уринирање. Ја не можам така. Не знам. Значи, кога ќе си признаеш, кога ќе се уплашиш добро, ако сте уплашени, ако сте свесни, ако знаете дека се убивате со сето тоа, а не знаете што да направите, ја ви тврдам дека постои спас. Бидејќи бев свесен дека не сум способен на 3 сати оброк или на 4 да правам некаков оброк кој ќе ми тежи 150 калории. Значи, идев кај овие билдериве, продавници, има прекрасни пратици. Тоа е, и тие се окей. Или од цурутка, или од мелени црви, чисти протеини. И е толку многу добро за мојот желудник, особено без, пази, јас со гастритис, можам да јадам сега краставица и брокула и салати, без да ми создава проблем. Ама нема сирење, нема млечни производи, нема сувомеснати, нема мрсно, нема млеко, нема јогурт. Јогуртот ништо е. Ако сакате да ви кажам дека јогуртот, за да биде онака вкусно густ, му ставаат нишесте. Чисто брашно е тоа. Чист шекер у некаков облик. Шекерот за кисело е, киселените прават, па те тера тоа уште повеќе да јадеш и така натаму. И сега треба да направиш, значи, откако мајндсет, значи, ке сакаш. Најди, како се вика она, спонзор. Знаеш што прават наркоманите кога се симнуваат од хероин? На филмови сте го гледале, на запад тоа е многу добро. Тој што успеал да се симнува, зема некој спонзор. Значи, нонстоп е во комуникација со еден човек, кој кога ќе дојде криза, разговара со него за како да ја надмине кризата, што да направи. И во првиот, мене спонзор ми беше Драган Таневски. Тој му е колега и пријател на Мики Продимет, он ја има програма овдека за Македонија, а познатиот писател кој дамите го обожаваат. Он е голем човек, он беше огромно дебел. Ослабе со тоа и јас се одушевив со него, се запознав и ми вика, еве ти телефон во било кое време. Знаев да му се јавам и во 12 сат. Не е повеќе тука и така натаму. Ја можам да ви бидам на сите вие што ќе одлучите да влезете у таа програма, да ви бидам спонзор, не можам на телефон, ама можам да ви одговарам на прашање. Се работи, значи, како сега да направиш ти оброк од 150 калории во кој ќе нема масти и шекери? Како да? Одиме со следниот джингл. Најме. Да. Локам Кока-Кола Зеро. Јас сум навлечен на Кока-Кола, не успеав од тоа да се симнам, ја обожавам, ама без шекер, строго. Таа ми е нешто како кафе. Да, можете кафе да конзумирате колку сакате, кофеинско или без кофеинско. Така што без кофеинското е добро навечер кога кризирате да се напијате да не ве расони. Како да спремиш оброк од 150, да речеме, калории, без шекер, без све, за да издржиш. Бидејќи, за да го исчистиш целиот шекер од организмот, на почеток ти треба до 5 дена, особено ако си бутач. 5 дена. Ако правиш по некоја погрешка, за 3 дена.
Ако си физички активен, можеш и за еден ден да го исчистиш организмот од шекер. И што правиш тогаш? Тогаш организмот влегува во кетоза. Значи има кетони. Колку повеќе кетони, толку повеќе сало вади. Салото го вади и од таму вади шекер. Значи ти без шекер не можеш. А најтешко организмот вади шекер од протеини. И сега бара шекер нема. Бара масти у крвта нема. Крвта е безмасна. Не внесуваш, нели? И сега мора од негде да извади и копа он сегде. Тие се слепи, вака копаат кај стигнат. Од коска тешко се вади, од мозок нема што да извади, ама затоа у салото е преполно. Салото е мастив вода која лесно организмот може да ја раствори ако влезеш во таква состојба. Нема шекер, но и немаш калории кои лесно ќе ги извади организмот. Секако дека и брокулата има калории. Ама знаеш колку му треба да извади? Прво малку ја има, а второ треба сериозно да се помучи да ја свари и да го извади сето тоа. А па тоа ти создава некаква ситост. Плюс тоа, знаеш, онакви влакна и така натаму го полни стомакот. И сега ти можеш да отидеш да купиш од кај билдериве тие така наречени протеински прашоци. Чисти се, супер се. И ја ги препорачувам. Тие што викаат, шо ќе да... Не, пријателе. Не, пријателе. Мене 2 пати живот ми спасуваат, а со влегувањето, ослабувањето и кетозата, моите тумор маркери се намалија. Значи, ја имав тумор маркери, простатата, мислам, кај маж, секој маж му се појавуваат тумор маркери од простатата, што не значи дека имаш тумор, но ако не преземеш нешто, затоа кај мажите често се јавува тумор, канцер на простата. Јас сум веќе у ризични години и не можам да идам нон-стоп по болници, као и сите вас имам фобија. И кетозата знам од моје искуство, не можам да го тврдам ова, никој нема да ви го потврди, ке гуглате се, но ја имам видено на мојата крвна слика драстично намалување, иако беа под граница, но уште пониско до исчезнување на тумор маркерите. Тоа се, нели, крвна слика, направите ми и тумор маркери. И они обично тоа го прават, обично е за, нели, ако сте машко за овакво, за простатата и така натаму. Мора макар едно ќе покаже, 2 ќе покаже и така натаму. Може да биде и скроз нула. И тоа е кетозата. Но кетозата, нели, ќе ви го измени малце, може на амонијак да ви замири с дивот и така натаму, тоа нема ништо, ама тоа се позитивни промени дека организмот почнува една сериозна борба дека вари, знаеш, она сапун прави од салото ваше и така натаму. И тука е многу битно огромни количини на вода, бидејќи ја вода не можам, а и Скопскава многу е тешка, многу е преполна. Јас сум, значи, паника ме фаќа кога ќе дојдам на 1 пакет кожувчанка дома. Кожувчанка ми е идеална заради балансот, некому му е пелистерка, некому скопјанка, златна наша бивша, си најдете своја, моја е кожувчанка. Зошто кожувчанка? Балансот и вкусот не ми дразни, некако сето тоа мене многу ми одговара. Јас сум ликсур погазирано, сакам да пијам Кока-кола зеро ќе земам. 1 чаша, 2 на ден, ништо страшно. За да сето тоа и сега викаш, што е оброк бе од 150 калории? Што е? Ај кажи ми што ќе направиш? Така, пилешки стек. И сега ќе го проучуваш колку е 100 грама стек. Еве, ќе ви покажам, да ја сликавам моја уште еднаш. Ја доскоро вака ја водев емисијата. Сега сум ваков, па дури малце послаб. Нема везе. Еве сега да видиме, да напишам на англиски. Супер е помош Google. Еве, пилешкиот стек, што во суштина се неговите нутритивни факти. Обично ова е тој белек и јас сум научен ова сега да го гледам, ама знаете како, кога ќе ме сретнете у маркет, е ова, читам на секоја храна. Значи,
280 калории. Пардон. Ова е во американска. Чекај, ќе напишам. За 100 грама да ми даде. Nutrition Facts. Еве, да видиме. Океј. Пилешко. 2,7 грама. 128 калории. Ама на 100 грама. Пак 3 унции. Ја не знам, цел интернет е спрема антиметрички систем. 128 калории. Ај, чекај на македонски да напишам. И ја не знам, дека импровизирам малку. Значи, сега се обидувам да дојдам на 100 грама, колку калории е. Да видам што ќе ми даде. Пилешко филе, калорична вредност, здрава... Не можам да го не. Катастрофа сме и ние. Добро, ја не се спремав за емисијава, значи се мислев дури дали да ја... Значи, сурово филе има 110 калории на 100 грама производ. Варено има 135 калории на 100 грама. Пушено има 204 калории, чорба има 212 калории, печено има 148 калории, пржено 248. Содржи 8 масти, протеини 20 грама, нема јаглени хидрати. Значи, јаглени хидрати бегајте. Ама јаглените хидрати, шекерот во суштина, јаглениот хидрат е дрогата, иако ни е тоа што треба да го направиме. Но, ајде, ќе изедете. Колку оброци ќе изедете пилешко? 1, 2, 3, следниот ден риба, добро? Ајде, риба, пак е тука негдека 100 грама, туна, ќе земете, ова ќе земете, пастрмка, нешто ќе фатите и така натаму и така натаму. Со една краставица, со све. Колку оброка, колку пати тоа треба да го спремате? Луѓе, ја бев свесен дека не можам тоа да го направам, а бев преплашен за мојот живот. Жена ми ја видов како пребледува, дека ќе остане сама. Ние немаме роднини, немаме пријатели, нема никој кој да се грижи за сопругата која ја замина. Зборам 2016. И јас земав кредит мал преку пријател, бидејќи сум кредитно неспособен, бидејќи сум невработен, никогаш не сум бил, за жал. Не можам да земам ни брз кредит, ништо не ми даваат. Се работи за тоа дека земав кредит, мал кредит, и се инвестирав во програмата. Затоа што знаев дека ја немам ни време, ни волја, ни ментална сила да ја терам секоја вечер емисијата, а цел ден да спремам оброци. Тоа го прави денеска син ми. Ама син ми има 25 години, има таква енергија, не сум го воспитал. Он по своја свест тоа си го прави. Луѓе, немате појма колку време губи. Ама изворедно му е здравјето, изворедно изгледа, тежината совршена, крвната слика. Кога на работа биле на она, се собрали и рекле, еве крвна слика, како што учиме на факултет, која е нормата, она, нормативот. Не од колку до колку, колку е она. Централните вредности на совршено здрав организам. Ја тоа го немам и знаев дека морам да вложам. И сега, некој ќе рече колку пари. Не е колку пари. Колку пари се лекарствата и колку пари дневно даваш за себе за јадење. Значи, таа математика која ќе се направи, се минусира. Мене ми беше многу поисплатливо од што да ви ја лупнам ја цената 50.000 евра ме кошташе месечно и вие да ја не ова на вама таму. Да, ма еден, не знам, трансплантација на срце кошта 150.000 евра. Ај сега кажете ми, која е математиката тогаш? Или зборам, карикирам. Значи, вложив, таму ме следеше, значи, застанав на една вага,
koja mi ги измери колку имам течности, колку ми е тежината, колку ми е базалниот метаболизам ово. Спрема тоа ми изработија програма колку оброка, што да јадам, како да јадам и така натаму и така натаму. И ми дадоа да си бирам. Сакате со нашата програма, сакате со вие со ваша да си одберете. Ние, еве ви изволте. Ја ја гледам и мене ми беше веднаш јасно дека нема. Они имаат кутија, полици преполни со храна. Сега е продукт плейсмент, за жал, не е ова реклама. Знаете зошто морам реклама? А знаете ли зошто не е реклама? Затоа што не можам поинаку да ви го објаснам. Затоа што морам да ви кажам кој е мојот процес. А од друга страна, ја ви тврдам, ја плаќам за ова. Од свој джеб, од свој пари. И тоа може, иако ми е пријател Мики да ви се заколне, вработените да ви го кажат таму, ја плаќам. Ја си го плаќам ова. Зошто го плаќам? Значи, ја можам да се договорам со Продимет и да кажам, слушај, јас сум медиумска личност, ќе кажам Продимет, ќе ви направам промет, процент за мене и тоа секој бизнисмен го прави. Така, нели тоа е паметно? Па паметно, Јанко, зошто не? Затоа што знам што ѓубре, што свиња од човек сум. Тоа што сум дал пари ме мотивира и стиска да издржам. Бидејќи нападите на глад кога ќе дојдат у некој ниедно време, не се контролираш. И кој ќе речеш, чекај, абе дадов ја пари за ова, не ме се зајма. Знаеш како си викаш? Денеска. Вчера им купив на мајка ми и на ќерка ми круасани, 3-4 круасана. И викам, абе по 2 круасана им се доста, ја еден изедов. Свиња. Знаете ли колку лошо се осеќав после? Зошто? На толку труд, на толку издржување, на све, ја не ја завршив диетава. Не. Ја идам, јас сум сега на пола пат. На пола пат. Но ја имам една борба, затоа што дебелите луѓе многу бутаат, желудникот е како растеглив мускул. Се движи, не го движат мускули, он е мускул. Обложен, лачи киселини, но мускул. Колку поише буташ, иди сега ти, свињата, смали и го желудник. Гајда! Не желудник, гајда, брат, да извадиш, и да свириш, гајда. Тоа. И за тоа треба да го донесеш у нормала. Мускул се развива, може да се шири, може и да се стесни. Можев и да отидам да го сечам желудникот, ама знајки се себе си, ќе издржев 3, 4, 5, 6 години и пак ќе почнев да го тегнам. И џабе све отишло. Значи, ја водам у овој момент борба прво за здравје да преживеам. За да преживеам, ја морам да се симнам од хероин. Значи, јас сум наркоман. За да се симнам од дрогата моја, а мојата дрога е храната. Нервозен си, касни. Расположен си, апни. Не иде нешто, чекај, грицни. Крај нема. Викашам, не бе, ја еден оброк јадев. И, пази, менталниот склоп, абе, бришеш дека си станал уште 5 пути, едно си грицнал. Не можеш да... Абе, земи е тој тањер, стави ги тие 150 калории, нема плюс-минус после. Тоа е тоа. Луѓе, такви напади, а ти не си спремил. Или се будиш, одеднаш, не знаеш како ќе ти дојде. Абе, како со диви кучиња, како со демон. Се будиш, гладен, рика. Ја се одвоив од моите. Значи, се тргнав настрана у соба, да не го гледам нивниот фрижидер, да не ги мирисам. Не можеш да издржиш. И навистина е тешко, вие што сте една кујна у една куќа. Нели? Па имате помало дете, а сте се направиле тетка олкава. И разбирливо, иде лето. Не можеш и да си мајка, не е бидно, ама пак сакаш малце од малце. Ради себе да изгледаш онака. Па да можеш и да си ги врзеш кондурите. А останало кашичката, да не се фрли. Па не јадев една кашичка малце. 1, 5, ова, па лепчето се намаза, па ова. Ништо не јадев, ти олкав.
Зошто? Оти тоа малце од кашичката е 150 калории. Да, имав кафе, па ставив Кока-кола Зеро во ова. Не, морам еден ден да отидам. Зборете што сакате. Мојата благодарност у Кока-кола еден ден ќе отидам таму да се поклонам на машините. Да ја бацам Кока-колата, цистерната со сирупот од Кока-кола Зеро. Кризни моменти живот спасуја. Исто ко кисела крастаичка. И сега добиваш напад, што да јадеш, што да спремиш. И сега застануеш, значи го имаш изборот на храна. Што си спремил? Колку пилешки стека, колку више не знаеш ни што да смислиш да јадеш. Па и се повторува, веќе не можеш и психички да издржиш. И затоа програмата намалуваш купување храна, ама затоа вложува во оваа програма. Еве храната нема. Еве. Јас сум го покажал 100 пати ова во емисија. Горна камера режија. Леле, од кај се спушти бе, од Кицбил. Те остави, а сам си горе. Ова е кутија со 5 кесички. Што има овдека? У секоја кесичка има готово. Колку му треба на ова да се направи? Ева, ова е пудинг од чоколадо. Десерт. Што е ова? Како го вика? Десерт од чоколадо. Со вкусна шоколада. Продимет, значи нутритивни вредности и сето тоа. Чекај да зумирам, ја не сум ни загледал колку е ова благо. Има калории. И ова е еден оброк. Зошто? Затоа што, пазете, и кога земате протеини, има ограничување. Ке ви кажа, или изгуглајте, или идете во Продимет, ке ви кажат колку смеете протеини, затоа што и количината на протеини на организмот му е ограничена. Иначе ќе оптеретите овакво, како се вика, ќе ги оптеретите бубрезите, ќе си направите проблем. Килоджули, калории, 80 калории едно кесиче. 80 калории. Со ова правите една шолја, десерт, густ. Како се прави? Стави вода, искини го и промешај го, или со она за Нескафе. И почнеш, изеди го. Многу брзо се заситуваш. Ја дури мислев, викам, слушај, Пери, кажујте што дрога и ставате у ова, како ми го убива гладот. Самиот чист протеин, значи, бидејќи се работи за холандска компанија, која е под контрола на Европска Унија, ова не е шалабајзерска, не знаеш која земја е, која е и така натаму. Го продаваат низ цела Европа, има години. Во суштина, ова е вселенска храна. Значи, космонавтите на Вселенската станица немаат кебапчиња. Они имаат ваква, трак, преш, и најздрави луѓе се живеат по 100 години. Јас се уверив дека ја до крај на живот ова ќе го јадам. Толку е лесно за варење, протеинот е толку прочистен, толку лесно абсорбира и има вкус. Некако чоколадо, засладувач и така натаму. И ти си изел еден добар десерт и неколку часа си мирен. И сега после тоа доаѓа друга глад. Чекај. И сега пак викаш, ми се јаде. И сега шо ти се јаде? Па шо ми се јаде? Затоа имаат они... Да, како сакате сватете го. Ја ви велам, ова не е реклама, затоа што не е платено. Нити бесплатно ми е дадено хранава. Ја е купувам ова. Ја ви го кажувам со секоја одговорност. А режијата мислам дека треба да ставите product placement, така? Добро, одлично. Немам овакво. За Продимет што е? Значи, ресетирање, закрепнување, контрола, диететичар, оброци. Еве ги оброците. Значи, тука имате све да си прочитате пред да отидете да се консултирате директно. И еве што има. Има појадок, супи, пијалоци, главни оброци, барови, десерти и дотатоци. Во првата фаза, првите месеци, не мора, се иди уживе. Еве да видиме што има за појадок.
Мене ова ми е шампиньон. Овесни снеголки со цимет и суво грози. И тоа е кутија. Добро. Product placement имаме. Добро. Ево имате тука да си закажете бесплатна телефонска консултација, значи можете да се јавите. Има дури и леп. Ја у мојот Air, знаеш колку е лебот? Исто како ова се става малку вода, неколку капки вода, одма е тестото готово, стави го у калапчиња или у калап и испечи го и готово е. Нема нешто за... Леп класичен, но со протеин пребогат. Да ви ги покажам кутиите. Еве како изгледаат и тоа се оброците тука. Најчесто, ја она што го бутам најмногу е кајганата. Кајганата е негдека 100 калории, има оброкот и лесно се прави и така натаму и така натаму. Една кутија е негдека, колку е овдека? 900 денари. 5 оброка имам. Дури овие 5 оброка, добро режија, дури овие 5 оброка нема да ти се доволни. Не за свиња како мене. Ако сте помлади, ако немате гајда како мене, торба направена од стомакот, може брзо да се заситите. За еден месец ја со максимално лажење, со максимално крадење и бутање, успеав да ослабам 5 килограми. Во првата фаза, тогаш, за 3 месеци ја ослабев 20 и кусор кила. Колку и сега. Ама сега 5 месеци. Многу побавно. Значи можеш, ако си упорен, дисциплиниран и така натаму, можеш да ослабиш стварно скоро 10 килограми. 8 килограми е идеално, ја терав по 5 килограми. И ке терам уште по толку, затоа што не можам, имам кризи, морам да земам нешто да каснам. Но, се уште до ден денеска, ја немам ставено во уста шекер, нешто благо, наполитанка, ова што се продава и така натаму. Јас се уште сум, дури и постам, значи дури и месо не земам во овој период, ама сепак не ми е чист постот, затоа што користам протеини кои се и од животинско потекло или од млечно потекло, од цурутка и така натаму. Најголемите кризи кога ќе дојдат, продимете идеален, зошто мене ми е идеален, затоа што за многу кратко време брзо ќе имам подготвено. Ако имам време од сабајле, ја успевам да си подготвам неколку оброци, да вечер сега кога ќе дојдам после емисија, бидејќи ништо не сум јаден пред емисија, иако сега сум супер, ама кога ќе заврши 10 дана и ќе почне тој да урла однатре. Брзо дај јади нешто. Тогаш, ништо не, едно залче леп. Едно залче леп ќе те искине. Сето она, доволно да, бидејќи у лебот ставаат шекер денеска, луѓе мои. Шекер ставаат. Во млекото, за да се добие маслено, ставаат маргарин. Се тоа кине и убива, дури и да е во минимална калориска. Значи, броите калории, калориски дефицит, но без шекер и без масти, колку можете повеќе, толку побрзо. Кога ќе видите дека слабеете побрзо, се мотивирате да се бориш против оној демонот. Чекај, облеко. Види оваа кошула. Оваа кошула е купена 2015 година од Зара. Ја не можев да ја натнам. Не, да станам. Не, дегутантно е. Јас сум стар човек, не сум убав и така натаму. Но ако се сеќавате дека ја кога ќе седна вака, дај ми го овој кадар, тоа беше, сега треба да го симулирам, тоа треба, вака нешто бев труден со ова, вака, зинато. Сега можам да се подпрам и да изгледам. Да ви кажам дека режијата, кога бев најдебел, не ми даваше да се подпрам назад. Не може, вика Јанко, многу вулгарно изгледаш. Сега правиме муавет да можеме да поставиме за некој интервјуа на фотелје. Затоа што вика сега си за во кадар. Нели? Па ја се крие со сако и така натаму. Борбата. Што имам ја во фрижидер во секое време? Во секое време ја имам брокула. Што правам со брокулата? Бидејќи не можам да ја јадам и тоа е едно најтажните, ама и најздрави храни.
ужасно е одвратна за мене. Ја земам, ја варам, во водата што е сварена, ја испасирувам и ја правам густа чорба. Ставам сол и бибер и од неа помини замени ке сркнам. Умеѓу време, ако меѓу два оброка протеински не ми фати и добијам криза. Втора работа што имам е кисела крастаица. Кисела крастаица е, како да ти кажам, живот спасуе. У пости, у било што, кога ќе искризираш, наместо на леп, земи една кисела крастаица, многу брзо некако ќе те наполни. Да. Ако јадеш па краставица свежа и немаш проблем тоа да го вариш. Само ви кажувам, енормни количини. Бутај енормни количини и многу вода. За да кетозските тела го растворат тоа, му треба многу вода. За да го раствора салото. Колку повеќе растворе, и сега тука има еден проблем. Ја неколку пати у ноќта се будам, па дури и мерев у најиздржливите денови, кога изфрлав првичната течност. Пазите, ја имав недоволно течност, а задржувам течност. Значи, течност во телото, неколку килограми, кој телото не му прави ништо, у некој меѓуклеточен простор, едноставно само те гуши. И тоа прво треба да се исчисти, да му олесни на организмот, за да функционираат сите капилари како што треба. Па знаело за 24 часа и по неколку, зборам 5-6 литри да уринирам. Дури го мерев тоа, доволно бев лут. Да. Но олеснувањето е огромно. Ќе облечеш некој парче облека што ти годи, некој старо што не си можело да те прибере. Се погледнеш и ќе си го видиш другарот, кај си ти, не сме се виделе, кој знае од кога, бе. Симпатичен си. Малце вулгарно, ама кај нас мажите, што да ви кажем, од стомаци, ние појма немаме што имаме под стомакот. Ако има нешто. Можам да си ги врзам кондурите, и тоа не само да се наведнам да си ги врзам. Можам да ја кренам ногата, стоечки, да облечам чорапа и да си ја врзам кондурата. Сега. И сега, имате две опции во ова. Ја терав опција без движење. Значи, минимална физичка активност. Зошто? Физичката активност највише троши калории и го троши шеќерот. И е феноменална. Ако можете тоа да го поднесете после вежбањето, или пешачењето, или физичкиот напор. Зошто? Ја добивам енормни напади на глад. Значи, затоа јас сега се трудам да идам толку многу у минус со килограми, за да можам после да вратам, бидејќи иако ќе бидам у рестрикција, никогаш више нема да користам шекер, нема да, значи, ја може ќе изедам торта, ама на свадбата на моите деца, тоа ќе биде единствено. Но затоа ми останува во животот, ми останува месо, чисто месо, ми останува риба, ми останува пилешко и ми остануваат сите салати на светот. Сирење, кашкавали не ми треба, но некојаш, да речам, еднаш, два пати годишно, ќе си го дозволам. Дури и хамбургер, ама нема живење со пица, со хамбургер. Нема, тоа е веќе храна за мене. Таа е абсолвирана, дегутантна, веќе ме убива, не можам да ја сварам. Млад човек, на 18 години, он 2 сендвича од седмица ќе ги изеде, нема да му мрдне крвната слика, додека да дојде до дома ќе го свари. Таков е и метаболизмот. Има и такви луѓе. Идеме со уште еден джингл и во последниот сегмент. Последниот сегмент е дека, верувате дека понавлечен, помалку мотивиран и помалку дисциплиниран човек од мене немате видено. Значи, сите вие ова ќе го направите без никаков проблем ако се решите. Дури и кога ќе завршите, со ова, ја ќе имам благо, ќе имам чоколадо, ама ќе си земам од продимет. Не морам да купувам милка, која не е ни чоколадо, туку е некоја шеќерно филче, прелеано со тенко разредено чоколадо. Не бе, брат, јас сакам чоколадо, ама подобро ќе си стам какао у
овој продукт, например, знаеш како? Не ми е благ мене. Не е многу благ. Не за мене. Еве. Да, не е благ. Пристојно благ е. Ама јас ставам стевија. И тоа купувам стевија, грчка стевија, се продава у Зеген, таа е најдобра. Ако не знаете што и како, ене вија Маја Платнер со Бистро здраво живо, фала Маја за поддршката. На незината програма не можев заради мојот гастритис. Со сирова храна таму се работи. И иначе е прекрасно тоа. Прекрасно е, готови оброци, све, јадеш и така натаму. Ја морам обработена храна, морам супа, морам све, заради сета онаа тирада што ви ја кажав со моите здравствено, психолошки, патолошки. Но знаеки го, иако во 2016 ослабев, после короната ја експлодирав и за многу кратко време дојдов до овие 115 кг. Со све. Пак се вратив на Продимет, пак пробувај, ништо не ми успеваше. Знаев што треба да направам. Го поминав еднаш процесот, никако. И тогаш ме викна духовникот да разговараме. Ја отидов, му требам ја нешто, разговараме. Мислам дека еднаш и го раскажав, нема овако. Појма немав што е, викам, дај бе, не ме малтретирај, ладно надвор, ја испотен, едва идам. Олкав целиот. Звони телефонот, вика, јави ми се подоцна, сега имам исповест. Викам, јас се исповедам. Замислете, тој е духовникот мој, тој е мојот татко. До толку сум бил забеган, физички, психички, ментално, го чувствувал тоа, ме повикал и ме ставил на исповест, дури без да ми каже дека се исповедам. Од љубов и од грижа. Тогаш ми се отворија малку чакрите. Само ми рече, Јане, ова што го гледам не ми се допаѓа. Покажа на стомакот. Ја, што да ви кажам? Диносаурус у стомакот носам. И му реков, викам, пробав се. Знаеш дека еднаш ослабев скоро 30 килограми. Не можам, не знам што. После исповеста, ја е почнав диетата. Искрено верувам дека и Божја волја, но секако покрај тоа ние не сме само дух, туку сме и твар, тело. И јас сум се мотивирал, сум ја почувствувал тоа и ме мотивираше и се стегнав и успеа да влезам у кетоза за 3 дена и веднаш брзо да ги приметам првите промени што ме задржа. Затоа диетава е добра и затоа ја сакаат. Оти за многу кратко време се гледа резултати. Кога ќе ја почнете, ако ја почнете, брзо ќе има резултати и ќе има запирање. И стои. Ти гладуваш, трчаш, вежбаш, она, вамо и таа. Ништо. Одеднаш, ничим изазван, што се вика, ништо не се сменил посебно, праудоле. Јас се сеќавам, значи, седам, гледам филмови, седам на компјутер, седам у емисија, ништо. Малце со велосипедот, толку од рекреација. Ништо вежбање, ништо се. Спиев 12 сати заради недостаток на јаглени хидрати и на висококалорична храна, организмот ми се релаксираше. 12 сати спијам, станувам со бајлето 3 кила минус. Вака седам, не ми се верува. Не ми се верува. Целото чудо, бар кај мене, се случуваше додека спија. Ова е голема тирада. Ова е само една идеја да ви дадам дека постои начин. Ја ова го правам само за да си го спасам животот. Го правам од страв. Мене се сеќавам, тогаш ми се јави една гледачка и ме праша, ја вика, Јанко, како успеа? Ја викам, од страв. Еве, право да ти кажам. А ова лол нека ти е на воја. Која бре, црна волја? Ја и волја, што ти е тебе? Страв бе, брат, страв, умираш, готово, ќе истролиш. Рак ќе фатиш, инфаркт ќе фатиш, мождан удар ќе фатиш, диабет ќе фатиш, ова, иди ко стока саката влечи се после, ко джукела. Па, знаеш што, ќе направам се што можам да направам. Го замолив Бога, се замолив себе, ги замолив луѓето, си вложив во тоа, моите се веќе
свесни, не бараа од мене, ја кујната нивна не им готвам како порано, не дојадувам, не ја делам нивната кујна, со продимеч се што си вложив, трократно ми се врати. Трократно ми се врати. Да видам само дали има некое прашање, не верувам дека има прашања, но ја ви стојам на располагање, драги мои. Да, food калкулатор, да, еден ми испрати, да, може ова да се каже, да напишете, еве, нудли, колку е baby food и тука на 100 грама, Кембел, какви нудли, колку е нивната нутритивна вредност. Еве, макарони или нудли, кои може да се подготват 388 и така натаму. Фала ти ова, во секој случај. Значи, немаме некои посебни прашања. Ја намерно бев опширен да ви одговорам на сите прашања. Значи, вие, ако имате нешто и сте заинтересирани, консултирајте се. На стримот викаш. Ајде ќе видиме на стримот. Еве ќе проверам. Добро вечер, стримаджи. Стримам, друже мој. Добар човек си, фала ти, треба си ранije свој искуство да поделиш са нама. Звали смо да се нешто дешава со тоа, и не све, ако можеш да ми помогнеш. Значи, Мики, јас ова повторпат го правам. Значи, го споделив. Ова е во рокот 3 месеци и чекав малце да ги видам што се случува со мене и така натаму. Александар Милачевски ми вика, ниско си паднал. Да видам кој е овој дигитален креатор. Да видам што сум паднал ниско. Еве го човекот. Фала ти што сум паднал ниско. Ако за тебе сум паднал ниско, ти да си ми жив и здрав. Има други коментари? Нема многу. Што се 8 коментари? Нема конкретно. Дали кожата после слабењето ти свисна? Ме прашува Јуле. Да, ја малку во ликот тука почна да паѓа заради недостаток на ова значи хроноисхрана. Не е хроно. Не е хроно. Знам, се разликува од хроно. Ова е протеинска доктор Робинсон храна. Вие заклучувајте си што сакате. Не, ја само ви кажам. Ја пред да идам на ова ми беше последната сламка мене оваа храна, пробав и хроно. Не ми успеа. Не ми успеа. Некому ќе му успее. Некому у теретана ќе го реши проблемот. И ќе јаде. Например, некој ќе јаде 3000 калории, а ќе троши 4000 калории. Топ, ја не можам. Со се онаа моја здравствена, ја не можам поише од 120 пулс да креам да не влезам у ризик. Висок притисок, диабетичар и инфаркт. Еве го доктор Робинсон. Кај нас е доктор Робинсон Health Club. Го имате на Facebook и така натаму. Еве го доктор Робинсон. Еве ви ги храните, тука ќе си бирате што и како и така натаму и така натаму. На прв поглед скапо ви е. Знаете што? Ако ви е скапо има, баталете. Мене ми е преиспатливо. Кога ќе земам, колку ќе ме кошта инфарктот? Вие не верувате или може би здравствено, окей. Колку ќе ме кошта, колку одземав од онаа храна што веќе не ја јадам по ресторани, не плаќам по кафани, не плаќам по маркети, или лебот. Еве, постат луѓе, не јадат мрсна храна, а никако да ослабат, а триглицеридите хаос. Зошто? Леб бе, брате. Ама како лебот наш насушен? Знаете што, не знаеме мерка за леб. Не знаеме мерка за леб. 1-2 кришки леб е сосема доволно во денот. А како тоа? Кило леб, брат, знаеш колку е тоа калории, знаеш колку е тоа брашно, колку е тоа скроп, а скроп колку има јаглени хидрати, а јаглени хидрати еднакво со шекер. Thank you very much. Значи,
Prosečan organizam troši 2000 kaloriji, treba да се спуштите на под 1500 калории за да земете. Глад ќе имате, протеинот најлесно заситува. Оние протеини што се по за бодибилдери, не се тие наменети за диета. Тие се за билдање. И не можете да го избалансирате. Затоа ова мене ми е исплатливо, затоа што едно кесиче за помалку од минута имам готов оброк, брзо ќе се смирам или ќе си подготвам 3-4 оброка и така натаму. Сега имам напад за леп да јадам. Да, ќе си го пуштам мејар фраерот, ќе замешам буквално вака со едно лажиче, ќе го замешам тоа брашното, веднаш само ќе го ставам на хартија или во она силиконско онакво и лепчето за 15 минути мене ми е готово. Па ќе испечам 3-4 такви, ќе си имам и за после и така натаму. Салата обавезно, кисела зелка, кисели краставички, свежа салата, рукола, брокулата. И едноставно се топиш. И покрај тоа ќе имате напади, ќе имаш тешка борба, ама мотивацијата ќе биде добра затоа што брзо си добил резултати, се чувствува се подобро. Направите си, значи пред да почнете обавезно крвна слика, направите после месец дена кој ќе отидете 10 килограми и кој ќе се фати за глава. Како е можно? Толку подобрување. Брзо е подобрувањето, но треба да се обстане. Ребаунд ефектот е апсолутен. Има, например, дури у Продемет ти вика, што да јадеш кога ќе ослабиш, кога ќе ја заврши програмата, обично е 3 месеца. Ја нема да излезам од програмава, тоа е мој избор. Ама за 3 месеца, да речам по 8 кила, 24 кила, ви е сосема доволно и да го одржите. Да речам просечно, така? Тогаш не мора да влагате у кетоза, нешто малце благце и ќе каснете, лепче ќе каснете. Вика јогурт, ама една шолја на ден. Знаеш што? Заборајете јогурт, бе млечни производи. Ништо. Ако веќе нешто мора, земете мошченица, направите од кисело млеко и пак една чашка. Ама една чашка не те задоволува. Епа, ќе се научиш да го пиеш јогуртот како кафето. Една шолја. Кафето помага, и тој заситува кофеинот, ама пазете тахикардија овона, да не ве расони. Нема утка. 1600 калории, протеини, дали ќе ги купите или сами ќе правите, посветете си време, одвојте си пари за посебна храна, нема веќе мотање низ оние рафтови за наполитанки, чоколадца, сиренце, кифлици, ова, она, ваму и таму, и ќе биде се во ред. Не за изглед, ами за здравје. Дури не ни за здравје, туку да си го спасам животот. Тоа е мојата приказна. 2 сати имам уште 20 сати да го зборам. 300 искушенија има и ќе има. И паѓам, ама и станувам. Затоа што се сеќавам што све сум поминал. Вие прв пат што ќе се соочите, good luck. Ви стојам на располагање за вашип. Само ве молам, почитувајте го моето искуство, почитувајте ги моите години, почитувајте го моето знаење. Ве молам, не ме замарајте. Знам ги сите можни алтернативно овакви диети, онакви. Со среќа нека вие. Најдете си ја вашата. Ова е мојата и ја до крај на живот у мојата куќа ќе има Продимет. Макар еден оброк у денот ќе го заменам со Продимет додека сум жив. И подобро ми е на желудник. Иако вика треба да прекинеш скроз. Не прекинувам. Затоа што кога прекинав, се здебелив. Затоа што кога прекинав, пак ми се врати гастритисот. Како бе сега јадам свежа краставица, не ми прави проблем. Ама нема со свежата тараторче, нема сиренце, нема чајна кобасичка, нема кифличка и нема што да закисели. Така да организмот има чиста една борба. Нема мешање месо и сирење, млечни производи, или не, шопска салата со сирење. Нема тоа. Па и патлиџанот го исфрлив. Ќе си изедам ја некој убав летен кога му е време. Па сега може би некоја јаготка ќе пробам и така натаму.
Ама знаеш како ќе биде тоа? Како лек ќе си ја јадам. И ја нема да живеам за да се хранам. Ја ќе се хранам за да живеам. Доста пазев што ставам повеќе во колата, какво гориво, а не морам на таа бензинска, таму е подобро горивото. А у себе булшит ставав. И после проблем, после умира. Ја немав концентрација до скоро. Ја ги откажав сите интервјуа. Ја овдека интервју немало со месеци едва и направено по некој. Еве утре ќе имам со блиска особа за да се вратам у нормала. Благодарам на Мики, благодарам прво на мојот духовен отец. Фала ти, отец. Без тебе и без Бога нема ништо. Фала на Продимет. Беа сапортив, стварно помага. Ама односот ви реков. Иако е реклама, мене ми е драго да го изрекламирам, као што си го рекламирам мојот Citroen, колку и да е ваков или таков, мој си е. Тоа е моето искуство. Така и со нив, затоа што јас се спасив, може би некој друг ќе му помогне. Фала на сите за поддршката, но гледайте, фокусирајте се внатрешно на себе, работи на себе, буквално. Уште еднаш, наркомани сте, се лечите од дрога. Ке се будите навечер облеани со пот, леле шекер. Што ќе правиш тогаш? Мене ме спасуваше стевијата. Ако не ми беше време, само што сум го изел благото, ја ќе земев малку какао или кафе без кофеинско со многу стевија и тоа ми задоволуваше барем на кусот да ме смири. Како се вика она што земаат место хероин? Хептанон? Метадон. Како наркоманите што земаат метадонска терапија. Нешто што глуми дека е дрога, а не е дрога. Така и стевија. Стевијата па е здрава, ако ништо друго. Океј, пишете, ќе се обидам да одговорам на неодговорените прашања. Веќе имате насоки што да правите, како да правите и сега да фатите, што сме април месец. Април, мај, јуни. Вие веќе у јуни можете да сте на плажа со топ тело. Висно е кожата, ама не е толку страшно, не очекував. Да, цицкиве ми се малце спуштени, стомачето е. Сега си идам у оваа фаза, кога ослабе фолку и ки идам уште надоле, да идам кај Урко. У близина ми е. Урко, една справа да видам ја. Бидејќи дома можам да вежбам. Апсолутно. Имам супер програма, се вика Хасвит, 30 минути. Ама сам, шо ќе демон. Ака кога ќе седнеш и кога ќе даеш пари за теретана, онака душа те боли, а си можел да ги дадеш за хамбургер, чизбургер, за пастрмајлија, за пица, за кифлици, за некое ѓубре, за некое такво онакво, ќе ги даеш таму, па ќе отидеш, викаш која дал веше пари. Парите не се толку во што се вложени, колку те мотивира за да. Али ако имате толку, и има такви луѓе, и ја им честитам и се восхитувам, кои не му треба ни додаток, ни исхрана, чиста волја и се одржуваат, секоја ви чест. Немој да се прашувате како има некои луѓе кои јадат било што, жива свиња ќе изеде, со уште 5 кила сирење и ништо не му е. Животот не е фер. Животот не е фер. Но знајте, кога организмот гладен, тогаш мозокот подобро работи и е пофокусиран. Сте виделе кога мечката, лавот, тигарот, волкот се најитри, најспособни, најбрзи, кога се гладни. Кои се најадат, нигде те нема. И пост-корона, друг пат ќе го збориме, ама мајката ни ја расплака. Некои ослабеа, ама некои се здебелија. Тотални пореметувања кај некои луѓе предизвика. Чувајте се, фала за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.